Што се однесува до сообраќајот, треба да бидеме особено безбедни кога управуваме со нашите возила, меѓутоа кога сме директни учесници во сообраќајот. На тема сообраќај секогаш зборуваме со нашиот гостин, ти веќе го најави, Дејан Андоновиќ. Дејан, добро утро, како се утро? Добро утро до вас и до вашите гледачи. Па како што самите рековте, почна да се чувствува жешкиот асфалт, не за нешто друго, туку поради овие високи температури, кои не се никаква вест новинарски речено во јули месец во Скопје, но уште од утринава почува да се чувствува целата таа жештина, која па влијае врз сите оние учесници во сообраќајот, независно дали се во автомобил, во автобус или одат пешки, и тоа е можеби главната причина зошто нашата кампања се нарекува летна кампања и апелираме особено во овој период од годината до сите учесници во сообраќајот да бидат повнимателни во учеството во сообраќајот, независно, повторно ќе кажам, дали одат пешки, дали одат со велосипед, автобус, автомобил или не знам како. Внимателно треба да бидеме сите, секогаш зборуваме, не само нешто управуваат моторни возила и пешаците, тука се електричните тротинети, кои што се можеби главна тема периодов, и гледаме на секаде, не се сите внимателни. Практично јас морам да кажам дека главна тема е сите учесници во сообраќајот, особено по овие горештини и жештини, апелот е да не учествуваат во сообраќај во оние ударни делови на денот, каде што температурите одат повисоко од телесната температура која имаме. Значи, ако имаме 36 со 8, а надворе 40, автоматски 2 степена повеќе се бориме. Но тоа медицинските работници ќе го објаснат. Она што нас ни е апел како Републички совет за безбедност во сообраќајот е да се избегнува учество во сообраќајот на такви температури. Велам за пешаците се разбира, тротинетите, како што рековте вие, бидејќи е жешко, и велосипедите, но и овие возила кои независно што имаат клима уреди и сето она што го има денешната технологија, да апелираме да бидат први да избегнуваат движење по тие температури, и второ, бидејќи се летни одмори, тоа е можеби главната тема. Сега се оди на подолги дестинации, луѓето, значи кога одат на подолги дестинации, автоматски треба да се одморени. Заморот е еден од можеби големите причини во овој период од годината на тие подолги патувања до некакви сообраќајни инциденти. Значи мора да бидеме одморени кога одиме на подолги дестинации, да избегнуваме жештини, повторно ќе кажам, независно на технологијата која имаат речиси сите возила денеска. И се разбира оној апел на 2 часа возење, барем 20 на минути да се одмарате, не за нешто друго, туку малце да се соземете, бидејќи овие температури жештини се екстремни и се исто толку опасни колку и оние зимно време кога апелираме дека има голомразица, магла, лоши временски услови. Апелот е тој: бидете одморени, возете по правила и прописи, пропишана сообраќајна сигнализација, одмарајте на 2 часа возење, барем 20 на минути. И се разбира, гледајте ги условите временски и условите на патот и прилагодете го вашето патување. Но, бидејќи се работи за одмор, обично луѓето се малце поопуштени, апелот е да бидат и поконцентрирани додека учествуваат во сообраќај, па кога ќе стигнат на таа дестинација, нека се одмараат. Секогаш одморени. Засилени полициски контроли во последниот период, дали тоа значи дека се намалија сообраќајните незгоди во текот на летниот период? Полициските контроли се зголемени, бидејќи е зголемена и фреквенцијата во сообраќајот. Не можете да имате исто полициска контрола кога нема многу сообраќај или кога има. Особено што знаеме дека, повторно ќе се вратам на тој летен одмор, транзит возила, луѓе се враќаат, кои се од надвор се враќаат во нашата држава, се оди по летувалиштата, колку и да имаме летувалишта. Значи се работи за сето она што мора да се става под контрола, во аспект на тоа да има некаков ред. Дали се намалени, ние статистиката ја гледаме, таа е намалена во однос на претходните години, бидејќи порано и медиумите поинаку известува, па и не се известуваше толку многу често на секоја сообраќајка. Значи, имаме намалување,
но тоа е недоволно намалување, бидејќи нула жртви во сообраќајот е намалување. Сето тоа е една жртва да е, а не е намалување. Затоа апелираме до сите учесници во сообраќајот преку вас медиумите и можеби понекогаш и се повторуваме, но се со цел да ги потсетиме учесниците во сообраќајот колку е многу опасно доколку сте И секогаш неодговорни. е важна тема, секогаш треба да зборуваме на истата. И само за крај, споминавте и вие, никогаш не брзете, ќе стигнете. Па добро, тоа минута, е. две, така? Значи морате да бидете концентрирани, да гледате и да бидете видени, да бидете одморни и да бидете одговорни. Тоа се тие 4 параметри кои ако сите се придржуваме на нив, нормално е дека ќе се намали бројот на сообраќајните инциденти. Велам сообраќајни инциденти, не мора само да има жртви. Доволно е да има повреда, доволно е да има оштетување, доволно е да има стрес кој би можел да се случи и ако претрчате и му претрчате на возило како пешак и добро ништо не се случи, ама тој стрес што ќе го има возачот и вие како пешак е исто така сериозен и оттаму апелираме да не доаѓаме до такви ситуации. Имаме правила и прописи, имаме сообраќајна сигнализација. Мораме да подигнеме јавната свест, сообраќајната култура и малку да резонираме. Не е се во животот да има санкции и казни и не е се јас да поминам, другите не поминат. И повторно ќе кажам, кога сте пешак, немој да ви се виновни возачите, а кога сте возач да ви се виновни пешаците. Бидете само критични, следете ги правилата и прописите и пробишаната сообраќајна сигнализација. Велосипедистите треба да возат велосипеди каде што имаат услови, а не јас тука поминувам и што ќе не прегазили. Не, туку гледате дека немате услови на поминување, симнете се од велосипедот. Исто и за возилата. Ако пишува 120 на автопат, гледате дека условите на патот не се, возете 30. Затоа велам, сообраќајната култура е многу важна, да ја подигнеме јавната свест и да бидеме малку поконцентрирани во сообраќајот. Благодарам многу на одвоеното време, благодарам што цела година буквално се дружиме, ги пренесуваме сите овие убави апели, пораки до нашите граѓани. Не се само апели, тоа се кампањи кои имаат за цел да ги подсетат луѓето, па и сите нас, и сами од себе да тргнеме дека понекогаш во сообраќајот и забораваме за одговорноста која имаме како учесници во сообраќајот. Независно дали сме пешаци, велосипедисти или возачи. И сите оние кои учествуваат во сообраќајот имаат одговорност и подлегнуваат под законски правила. Значи да имаат пешаците по секоја цена предност. Се знае каде имаат предност и како имаат предност. Исто и за велосипедите, исто и за, како рековте у почетокот, тротинетите, кои полека ми се чини се ставаат во ред и покрај тоа што ние сме сведоци секојдневно дека се возат двајца на тротинет или се вози тротинетот во погрешна насока. Но ми се чини дека се намалува тој број на неодговорни и ми се чини дека сите овие апели и сите овие емитување на овие сообраќајни инциденти и билтени кои ги гледаме по медиумите, како да почнуваат полека да допираат до луѓето. Се разбира, тоа што може еден неодговорен да направи, 10 одговорни нема да го прикажат и тоа е впечатокот во јавноста. Но генерално ми се чини дека полека се подобрува таа слика. Благодарам, што еднаш се гледаме во текот на летото. Ви благодараме на вас.